Дали очекуваш да се врати ноќниот живот во нормала по случајот во Кочани? Па се надевам дека ќе се врати, само нова нормала да имаме малце да се променат некои работи во однос на се тоа регулации, како организирано се, бидејќи сметам дека долго време има проблем со ноќниот живот во Скопје, така да. Не за скоро. Мислам дека не е тоа приоритет во моментов. Имам други многу поприоритетни работи што треба да се средат прво. Пред ноќниот живот, се разбира. Мислам дека следнава година не, ама како и се друго што се менува кај нас, исто ќе остане, нема ништо да се смени, ќе го заборават. Според мене ќе биде заборавено од останатите, само фамилиите ќе бидат тие што ќе ја памтат трагедијата. Многу тешко ќе треба време, луѓето малце да се опуштат, целата трагедија е тешка за сите нас, не знам, ќе видиме. Искрено немам некое точно мислење што би се случило понатак. Не, нема да се врати. А дали излегуваш сега во кафулиња и во диска? Па во диска не, во кафулиња да, но сепак мислам дека пак има некои работи кои што не се почитуваат во однос на пушењето цигари за внатрешни делови. А да, во дискотеки не. Ретко заради колок филмска, ма кога ќе искочиме, не знам, сакам да кажам дека исто, ама мислам дека не е исто така. Малце чудно. Да, во кафулиња да. Јас сум обичен дневна шема, така да во кафулиња се уште мислам дека е окей. Значи безбедно се чувствувате во кафулиња? Па сега, колку можеш безбедно? Да, на некој начин. Ама страв се јавува во секој случај. Се надевам на подобро. Дали сега се чувствуваш сигурно да излезеш во кафула или во диско? Не баш, не сум нешто човек што излегува баш толку многу во диска. За кафулиња ми е посигурно. Работам и само во кафич, така да ги знам, има одредени кафичи каде што се излегува, одредени каде што не се излегува и тоа е факт. Се чувствува страв, несигурност, веќе и дискотеките, дискоклубовите, ноќните клубови, местата за забава и дружење на млади лица не се безбедно место после настаните во Кочани кои што се случија трагични за секој еден од нас, но верувам и имам доверба во системот дека ова ќе ни биде како еден вид пресвртница, да, за и да институционално се обрне повеќе внимание баш токму за овие места каде што најнаранливата категорија на лица се движат и верувам дека состојбите ќе одат на подобро. Тие места каде што одам се чувствувам сигурно, да. Неколку пати сум бил, знам каде е влезот излезот, така што мислам дека да, доволно безбедно се чувствувам. Па во кафулиња да, во диско се уште не знам, се надевам ако например има промена на работите во однос на регулации и се, дека ќе се чувствувам сигурно, но сега за сега не. Знак прашалник. Пред да се почне да се оди пак во дискотеки, сметам дека е најбитно првен да се подобрат сите безбедносни мерки. Мислам барем тоа да се научи од све што се случи, после тоа би требало да почне да се враќа се пополека ноќниот живот. Искрено не.